Благодарам, председателе. Јас не знам навистина зошто министерката ги сваќа овие работи лично. Јас не реков ништо лично, тама работа да ја навредам. Гледате сами, зборувам цело време за способности, за капацитети на армијата и барам да има армијата капацитети. Јас не ја навредувам армијата, гледате. Барам армија која што ќе има огнена моќ. Тоа е армија. Армија што нема огнена моќ не е армија. Тоа се луѓе во униформа. И затоа викам, ние мораме да имаме огнена моќ, средства и во копнена војска, значи да имаме и артилерија, во воздухопловството. Како ќе вршиме ние блиска борбена подршка на копнените сили, еве да ве прашаме. Тоа не го разбирате, знам, меѓутоа, еве дали имаме ние потенцијал да вршиме блиска воздушна подршка со моменталните средства и со тие што ќе ги купиме. Еве моментални ве рековме, ќе ги сврлиме таму до 20 и која беше таму. Сме ги ставили. Дали сега имаме можност со овие набавки тоа да го правиме? Не. Ќе немаме таа способност. А реков светот на каде се движи. Буџетот, да, зголемен. Зошто е зголемен буџетот? Каде одат парите од буџетот? Која е распределбата на буџетот? 50, 30, 20 ли е буџетот? Или е 70%, односно 60 и нешто посто оди за плати, за додатоци од плати? Па 20 милиони евра имате за плаќање долгови од судски спорови. 7 милиони кои што се направени како судски спор, како судски трошоци и 13 милиони како главница. Тоа не го кажувате. Тоа е од вашата претходничка, тоа не е лично. Меѓутоа како институција ние зборуваме сега. Каде се парите од буџетот? Дали одат парите за купување на опрема или одат за задоволување на поедини структури кои што вие секој месец ги наградувате со по 15, 20, 30%. Структури кои што, патем речено, се и на годишен одмор додека биваат наградени. Значи на годишен одмор вие го наградувате за зголемен обем на работа. Ете ги парите кај се. Тоа го знаете, сум го објавил тоа. Понатаму, во делот на транспарентноста кога зборувате. Вред, меѓутоа еве да видиме сега една работа транспарентна. И е многу значајна за националната безбедност. Вие на едно интервју кажавте сега пред 2 дена дека фирма која што конкурирала во делот на криптоопремата била одбиена од Министерството за одбрана затоа што имало безбедносен ризик. Фирма која што имала руски капитал. Тоа така го рековте. Поправете ме ако грешам. И тоа е во ред. Тоа сте го добиле како сознание рековте, од безбедносно-разузнавачките служби. Еве сега, бидејќи е тоа така, и јас тоа го поддржувам, ајде одговорете на македонската јавност, кого известивте после тоа? Затоа што со таа истата фирма која што вие сте ја одбиле, благодарение на информации од безбедносно-разузнавачкиот сектор, нашиот врховен командант има склучено договор со таа фирма. И дали тоа не е загрозување на националната безбедност? Уште еден од елементите по кои што цело време се разградува системот на национална безбедност. Цело време се разградува. Еве тоа треба да го одговориме. Кого известивте? Дали председателот знаел за таа работа? Дека фирма е одбиена која што конкурирала во Министерството за одбрана е одбиена, а тој склучува договор со истата таа фирма. Еве го 4 дена бега, се крие, не одговара. Дали вие превземавте нешто како министер за одбрана? А мислам дека таа информација ја должите на оваа институција тука. Затоа што тој е врховен командант на НАТО држава. Како што сте вие министер на НАТО држава. Не ја кажа фирмата министерски. Меѓутоа и вие и јас знаеме која е фирмата. Така или не е така? И сега не сум завршил. Кога веќе сите знаеме каде е проблемот, а проблемот е во неизвестувањето, или можеби има и некоја друга намера некој. Мислам дека сте неодговорни кон институцијата што ја водите, а можеби и некој друг интерес е во прашање. И мислам дека тука треба сериозно да се запрашаат и надлежните институции и од службите, затоа што ако
некоја фирма има навистина безбедносен ризик да склучува договори со Министерството за одбрана, а тоа го прави со врховниот командант, а вие за тоа молчите, а знаете дека е така, и знае и тој, затоа што ако тоа не беше така, до сега ќе не расчеречевте, мислам дека сте крајно неодговорни не само кон државата, туку и кон НАТО сојузот.